Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Извини, тато. Родителите се наша заштита, наши пријатели и советници. Чекорат заедно со нас во животот и не упатуваат кон вистинските патишта. Но дали секогаш правилно ја вреднуваме нивната љубов? И дали секогаш соодветно им возвраќаме за нивната грижа? Еден постар човек заедно со својот син седел во дворот на еден старечки дом, каде што тој бил згрижен. Одеднаш на една гранка слетело врапче. Покажувајќи кон врапчето, стариот човек го прашал синот: "Што е тоа на дрвото?" Синот му одговорил: "Татко, тоа е врапче." Не минало долго време, а таткото повторно го прашал синот: "Што е она?" На ова синот повторно му одговорил: "Тоа е врапче." По некој време таткото го поставил истото прашање, на што овој пат синот нервозно одговорил: "Врапче е, татко, тоа е врапче." Поминале неколку минути, кога таткото повторно прашал: "Што е она на дрвото?" Синот започнал да вика: "Колку пати треба да ти повторам дека тоа е врапче?" Таткото смирено заминал во својата соба и по неколку минути излегол држејќи стар дневник. Отворил една страница и почнал да чита. Денес мојот малечок син наполни 4 години. Заедно седевме во дворот на нашата куќа, кога на една гранка слета врапче. Мојот син 20 пати ме праша каква е таа птица, а јас 20 пати смирено му одговорив дека тоа е врапче. Бидејќи чувствував искрена љубов и грижа за својот син, ќе му повторив и уште 20 пати ако ме прашаше. Дали чекаш и стражариш, брате? Дали спремен си во секој час? Тој ќе дојде и нас ќе не земе. Ти дали ќе бидеш со нас? И се ќе се слуши тој ден, тој ново ќе создаде се, со ангели ќе сме тој час, Исус со сите нас. Дали некого учиш за него, дека тој ќе не посети нас. Исус ќе дојде за да не земе, се ближи тој славен час. И се ќе се сруши тој ден, тој ново ќе создаде се, со ангели ќе сме тој час, Исус со сите нас.
на надежта. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов Нервните бури и чирот на желудникот. Беше рано пролетно утро и сонцето само што излегуваше. Бевме покрај едно прекрасно планинско езеро. Површината на водата беше мирна, немаше ниту еден единствен бран. Прекрасното езеро личеше на величенствена стаклена плоча. Високите планински врвови, завиткани со свежи слоеви од снег, ведно се отсликуваа во кристално сината површина на водата крај нашите нозе. Отсликувањето беше толку јасно, што едва и можевме да направиме разлика меѓу вистинските планини и нивната слика на мирната површина од езерото. Беше тоа призор кој го возбудуваше срцето на секој искрен заљубеник на природата. Но, одненадеж, додека посматравме, почна да се собира еден темен облак над осветлените планински врвови. Се приближуваше бура и за многу кратко време овој прекрасен призор и убавината на мирот беше нарушен и загубен. Недопрената површина на езерото наскоро се набора и зовре во вртежите од пенливите бранови. Птиците побараа скривалиште, а високите дрва се виткаа под силните удари на ладниот ветер. Бурата беснееше само за кратко, а потоа се стана повторно мирно и сјајно. Брановите се повлекоа. Ветерот се смири, сонцето почна повторно да грее и величенствената убавина на планинските врвови повторно се отсликуваа во кристално чистата вода од езерото. Оваа планинска сцена многу ме потсетува на човечката личност со сите нејзини емотивни притисоци и постојани променливи реакции. Сите оние струи што доаѓаат од надворешната средина, а исто така и сите оние мали работи кои доаѓаат од нашата внатрешност и кои не мачат и не вознемируваат, многу лесно влијаат на нашиот нервен систем. Секој дел од телото во известна мера е погоден од нови бури, но ниту еден не страда толку како нашиот желудник. Има многу вистина во старата филозофска изрека дека желудникот е огледало на нашиот ум. Добра илустрација за желудникот е езерото сместено во подножјето од оние високи планински врвови, зашто ниту еден друг орган не ги регистрира промените на нашите емоции толку бргу како желудникот. Нашите најдлабоки мисли и чувства потполно се откриваат на посебен начин на кој реагира нашиот желудник. Уште од најраното детство познати ни се оние болни грчеви во желудникот предизвикани од глад, а потоа и олеснување и задоволство кое го донесува добриот оброк. Сите ние сме доживеале губиток на апетитот после некоја разочарувачка вест или неочекувано отфрлање од оние кои не обкружуваат. Повеќето од нас едноставно не можат да јадат ако чувствуваат дека светот е против нас. Тоа посебно се однесува на моментите кога не разочарал некој добар пријател во кого сме имале огромна доверба или кого сме ценеле. Нашиот систем за варење реагира во склад со емотивните бури кои беснеат над нас. Повеќето од нашите органи функционираат скоро автоматски. Срцето чука без да не потсетува дека тоа постои. И белите дробови во добар дел функционираат скоро автоматски. Но тоа не е случај и со желудникот. Тој нас 3 пати дневно не потсетува дека постои. 3 пати дневно не бара ништо друго, освен да биде исполнет со храна која може да ја вари и во која ужива. Се разбира, храната во која желудникот ќе ужива зависи од начинот на кој сме израснати и од нашите навики.
Една личност ке ужива во работи кои за друга личност ке бидат невкусни. Меѓутоа, во секој случај, земањето храна е многу важен дел од нашиот секојдневен живот. Нема ништо автоматско во нашата желба за храна која ни се допаѓа. Земањето храна е доброволен акт и затоа би требало да биде сосем правилен. Храната што ја бираме воглавно зависи од нашите навики, но и од нашето знаење за тоа што е добро и корисно за нас. Стомакот е навистина извонреден показател на нашата личност. Најголемиот дел од стомачните болести на желудникот се на некој начин поврзани со конфликтите и проблемите со кои сме соочени во нашиот живот. Тоа подеднакво се однесува и на времето на детинството, како и на времето на нашата старост. Тоа никаде не е толку очигледно како во случај на акутен гастритис или чиреви на органите за варење. Хенри Мек Кей е пријатен човек, има добра работа, но за жал не ужива многу во неа. По природа тој е музичар и уметник, но тој повеќе би сакал да заработува за живот свирејки на својот саксофон. За жал, има повеќе музичари отколку што има работни места за нив. Бидејќи тој по својата природа е и практичар, а има жена и 3 деца за кои треба да се грижи, тој се свртал кон некој друг вид работа. Неколку години имал добра работа што се состоела од инсталирање и поправање на телефонски апарати. Меѓутоа, Хенри не го сака овој вид работа и воопшто не ужива во друштвото на оние со кои мора да се дружи додека извршува оваа работа. Меѓутоа, одговорноста за издржување на семејството го приморала да издржи во својата сегашна работа и да ја потисне онаа своја долгогодишна желба да се бави со уметност, а исто така и оној стар поранешен порив да се придружи на некоја група и да свири пред бројна публика. И секој пат кога ќе се случи такво нешто, тој повторно сака да се најде на бината, осветлен со светлината на рефлекторите. Тоа предизвикува во него постојано чувство на фрустрација и очај што се манифестира со проблеми во неговиот желудник. Општите болки од кои пати не потекнуваат од лоша исхрана. Неговата жена е навистина искусна готвачка и приготвува прекрасни оброци. Меѓутоа, тој сега се соочува со сите оние проблеми кои го пратат пореметувањето во системот за варење, не поради својата исхрана, туку поради својата постојана желба да се занимава со нешто поразлично од она што го прави сега и што би било во склад со неговата личност. Една ноќ го разбудила упорна болка која го зафаќала целиот предел од средината на желудникот до средината на грбот. Таква болка чувствувал и во долниот дел од стомакот. Чирот на желудникот од кој пател пукнал и тој се наоѓал во многу тешка состојба. Била потребна итна операција за да се спаси неговиот живот. Меѓутоа и после операцијата тој сфатил дека неговата ситуација е иста како што била и претходно. Конфликтот што предизвикал појава на чир и после операцијата бил присатен. Никаков лек и никаква операција не може да го излечат конфликтот кој постои во човечката личност, како што ни алкохоличарот кој ги потопува своите чувства во огромни количини пијалок не може да ги реши своите лични конфликти и проблеми со нешто што доаѓа од шише. Ниту едно такво средство не може да помогне да побегнеме од самите себе. Кога чиревите во желудникот ќе почнат да крварат, тие често се причина на тешка анемија. При тоа се губат големи количини на крв, иако пациентот не е свесен за тоа. Можно е дури и да не чувствува никаква болка. Болестите на желудникот и тенкото црево се најраспространети од сите болести кои го погодуваат човештвото. Секој 10-ти човек пати од чир на желудникот во некој период од својот живот. Тоа обично се луѓе кои водат многу активен живот. Најчесто тоа се презапослени луѓе кои се многу активни во општествениот живот. Поголем број од најголемите водачи во светот на бизнисот и индустријата спаѓаат во оваа група. Тоа се луѓе кои секогаш настојуваат да стигнат до врвот. Тие имаат голема желба да се истакнат. Изгледа како никогаш да не се задоволни со она што го постигнале. Секогаш се зафатени со правење планови за иднината и многумина од нив извршуваат 2 или 3 работи во исто време. Преку текот на викендот и празниците, тие не знаат да се опуштат. Се грижат за се, често и во сон. Овие луѓе треба да сватат дека нивните силни емоции можат да доведат до хроничен чир на желудникот.
Нервниот шок и долги состојби на ментална напнатост секогаш играат важна улога во оваа незгодна болест. Овие пациенти имаат длабока постојана и вистинска потреба да бидат прифатени и сакани. Уште како мали деца имале потреба да се истакнат во се што работат. Несвесната потреба да бидат успешни им овозможило да се истакнат над своите другарчиња во школа и ги довела до други понатамошни успеси во текот на нивниот живот. Така се формирал еден животен шаблон и за нив успехот станал најважната работа во животот. Таквите пациенти ретко се смирени и тивки. Нивните умови се во состојба на постојана напнатост и немир. Таа напнатост не останува само во нивниот ум. Таа обично се пренесува и на нивните органи за варење, а тоа повторно од друга страна стимулира претерано лачење на сокови за варење посебно солна киселина. Потоа, таквите пациенти се чувствуваат подобро кога зимаат алкална храна, како што е на пример млекото. Таквата храна помага да се неутрализира прекумерната киселина која се создава во желудникот, кога и да се наоѓа личноста под силен емотивен стрес. Но наместо да се одмора во нормалниот период, желудникот кој е претерано стимулиран, цело време реагира како да се приготвува да прими уште храна. Тоа е причина за оние остри болки од кои патат овие силно пренапрегнати луѓе. Под влијание на силен емотивен стрес, можно е да дојде до ерозии во слузната мембрана од желудникот и да се појават слаби крварења. Повеќето хронични чиреви почнуваат на тој начин. Во многу случаи нивната состојба постојано се влошува поради прекумерна употреба на силни надразнувачки средства, како што се кафето, алкохолот и тутунот. На таквите пациенти им треба потполно нова филозофија на живот. Тие треба да избегнуваат емотивен стрес, а и секое претерување кое ја нарушува нивната здравствена состојба и го невозможува лечењето. За жал, на многу од нив им се даваат апчиња и прашоци за да се ослободат од овие сериозни гастрични симптоми. Често таквите лекови се неопходни, но тие никогаш нема да го излечат чирот. Само промената на ставот и новиот пристап кон животот ќе решат еден таков проблем. Чирашите никогаш не би требало да заборават дека нивниот желудник е огледало на нивниот ум. Секоја бура, секоја вознемиреност, секое чувство на фрустрација, на гнев или вина ќе се огледа на нивниот желудец и на нивниот систем за варење. Не постојат ни апчиња ни прашоци кои некогаш ќе ги решат проблемите на една неорганизирана, несредена личност. Лековите можат да помогнат, но самата личност е таа која мора да ги промени своите реакции и да ја усогласи својата личност со потребите на околината. И не заборавајте, колку што се повисоки планинските врвови, толку и бурите се почести. Колку се поголеми способностите на една личност, колку се поголеми незините достигнувања во незиниот живот, толку е поголема и веројатноста да поминува низ неразбирање и неконструктивна критика. Кога луѓето ќе промашат во се останато, можат да станат многу успешни, но како критичари. Не е возможно секогаш да се замолчат критичарите или да ги игнорираме. Може би треба да се прифати нешто од нивната критика, зашто секогаш е корисно да се знае што другите мислат за вас. Меѓутоа, наместо да се обидуваме нешто невозможно, зошто да не го промениме нашиот начин на размислување, така што ќе станеме успешни во оние работи кои се навистина вредни и важни. На сите оние кои патат од хроничен гастритис или од чир на желудникот, им ја препорачувам оваа искрена молитва. Господе, дај ми мир да ги прифатам оние работи кои не можам да ги променам. Дај ми храброст да ги променам работите кои можам да ги променам. А над се, дај ми мудрост да правам разлика меѓу нив.
Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.